Подсетувајќи на своите роднини жртви на бугарскиот фашистички окупатор, пратеничката на ВМРО ДПМН Рашела Мизрахи на првите пратенички прашања нови парламентарен состав го праша Заев дали се уште е на ставот дека Бугарија била администратор, а не фашист. Мизрахи во собрание покажа голем број фотографии од своите роднини кои завршиле по логорите како жртви на бугарскиот фашистички окупатор, велејќи дека само еден од нив преживеал. Господине Заев, ова е Реина Давид Мизрахи. Родена 1941 година, починала, односно била убиена 1943 година. Имала 2 годинки кога стигнала во Треблинка и каде била стрелана. Господине Заев, ова е фотографија од 1940 година. На нејзе е целото мое семејство, поблиско семејство, товарено во возови од бугарскиот фашистички окупатор 43 година. Само еден од нив преживеа. Тој е најлево, тој е мојот дедо. Јас сум негов наследник. Заев пак се почувствува повреден од ваквиот пристап на Мизрахи, сепак остана на ставот, вели не можеме сите бугари да ги нарекуваме фашисти поради една администрација која била некогаш во минатото. Вие се трудите, веројатно да ме повредите со тоа како тоа го зборувате. Но преку вашите зборови и действија вие всушност исполнувате само личен интерес. Вие немате злоба во тоа заради тоа што сте семејство кое што патело за време на фашизмот. Дел од темите на кои пратениците прашува беше економијата. Пратеникот на ВМРО ДПМН Александар Николовски го праша премиерот каде завршиле 1,6 милиарди евра, дел дупка направена од буџетот за 2022 година, дел предвидени во буџетот за 2021 година и Николовски се осврна на темата за Бугарија. Го запраша Заев дали е свесен каква грешка направил со формирањето на заедничката историска комисија, со која му дал шанса на Борисов да не блокира кога сака. Имајте предвид дека подолго време говорев дека треба човек да е политички аматер на Балкан да се согласи за иднината на народите и државите да решаваат комисии за историја во услови кога секој има своја интерпретација на историјата. Не две држави, два града не можете да најдете кои што имаат иста интерпретација за одредени настани. Заев пак порача дека воопшто не се кае, велејќи дека секој договор е добар, а евентуални промени во истиот би ја вратиле Македонија во според премиерот Балканското сивило.